и добре дојде до сите. Јас сум Драгана Богоевска, студентка на Американскиот универзитет на Европафон. А вие? Вие сте иднината, зар не? Не секогаш имаме можност да ја живееме иднината тука и сега. Но со вас, таа иднина е токму тука и сега. И тоа заслужено, бидејќи се запишавте на универзитет, каде нема да ве прашуваат што знаете, туку како размислувате. Бидете различни, гласни, тивки, креативни, љубопитни. Но никогаш немојте да бидете мрзеливи, бидејќи професорите и колегите нема да можат да ве ги дадат сите одговори. Но ќе ви дадат многу прашања што ќе ве поттикнат да размислувате зошто е токму вашиот одговор точен одговор. Фактите се следни. Вие сте 23-та генерација на Американскиот универзитет на Европафон. Пред вас, во овој кампус, досега дипломирале повеќе од 10.000 студенти и околу 1.600 постдипломци. Значи веќе, може би некои од вашите родители и блиски кои што се тука спроти вас. А сега, заедно со нив ќе ве повикам да станеме за интонирањето на македонската химна, интернационалната химна на студентите.
Секој од нас доаѓа со различна приказна, но сите почнуваме од иста точка – желба за повеќе. Тука нема казни ако носите слушалки за време на утринското кафе, но не заборавајте да ги слушате и колегите, и професорите. Ке научите многу од нив, но сепак највеќе ке научите од себе си. Во свет што брзо се менува, најважна вештина е да умееме да научиме, да се адаптираме, да размислуваме самостојно, критички и етички, но и да не заборавиме дека емпатијата е клучен предизвик за секој академски граѓанин. Најверојатно, за сите битни доблести, најдобри совети ќе сподели со нас домакинот на оваа академска заедница, ректорот на Американскиот универзитет на Европа ФОН, професор доктор Саво Ашталковски. Почитуван ректоре, повелете. Гости, драги студенти, почитувани родители, колеги професори, представници на институциите, бизнис заедницата, медиумите. Чест и вистинско задоволство ми е денес да ви посакам искрено добре дојде на Американскиот универзитет на Европа ФОН на првиот академски час во учебната 2025-26 година. Овој ден е значаен за сите нас, за студентите кои започнуваат нова фаза од својот живот, за родителите кои со гордост ги испраќаат своите деца во високото образование, за професорите кои со љубов и посветеност ќе ги пренесуваат своите знаења, за сите нас кои се грижиме и работиме за успехот на оваа голема академска заедница. Особено ми е драго што меѓу нас денес има многу почитувани гости, представници од образованието, од стопанството, од државните институции, од медиумите. Ви благодарам што одвоивте време да присуствувате на овој значаен настан. Вашето присуство ја покажува поддршката кон образованието, кон младите, кон иднината. Денес заедно ја поздравуваме 23-та генерација бруцоши, генерација која носи нова енергија, нови идеи и стои пред нови предизвици. Дозволете ми накратко да ве запознаам со патот низ кој се движеше нашиот универзитет. Започнавме во 2003 година како Факултет за општествени науки, ФОН, како прва приватна високообразовна институција во Македонија. Тргнавме со голем ентузијазам, но со јасна визија. Денес, 22 години подоцна, се гордееме со мноштво студиски програми, бројни студенти, успешни дипломирани кадри кои ја представуваат нашата институција во земјата и ширум светот. Во 2020 година, со цел да ја прошириме нашата мисија и да одговориме на новите предизвици на глобалното образование, се ребрендиравме во Американски универзитет на Европа ФОН. Името го одразува нашето стратешко насочување кон интернационализација, квалитет и практична примена на знаењето. Живееме во време на глобални забрзани промени, глобализација, технолошки развој, дигитализација, вештачка интелигенција. Сите овие процеси бараат од образованието да биде флексибилно, динамично и ориентирано кон потребите на пазарот. Како универзитет ние прифаќаме оваа реалност и се стремиме постојано да се подобриме и адаптираме. Ке набројам во оваа прилика дел од начините на кои тоа го правиме. Се разбира, прво и основно, квалитетен наставен кадар. Професори кои немаат само релевантно академско знаење, туку се и етаблирани наставници, научни работници кои успешно го комбинираат и пренесуваат своето знаење и практично искуство во својата работа. Покрај нив секој студент добива и административен кадар кој ќе ги води низ процесите и ќе ги поддржува во текот на студиите. Поврзување на теоријата и практиката. Нашата соработка со бизнис заедницата и институциите е клучна. Студентите имаат можност уште за време на студиите да се вклучат во компаниите и институциите, да работат на реални проекти, па дури и да заработат од својот ангажман. Тоа не е потреба, тоа е наша обврска како универзитет која доследно ја исполнуваме.
модерни, применливи наставни програми. Во чекор сме со новите трендови и потреби на стопанството и државата. Повеќето наши програми се ревидирани или креирани за да овозможат практично знаење и применливи вештини. Во делот на меѓународната соработка работиме активно со универзитети од Европа и светот, заеднички создаваме програми и отвораме можности за заеднички истражувања. И секако, дигитализација и нови технологии. Во континуитет се модернизираме, имплементираме нови системи, како за наставно-научниот дел, така и за управување со документи, финансија и административна поддршка. Веруваме дека без дигитализацијата нема напредок. Дозволете ми да истакнам дека наша најголема гордост се нашите дипломирани студенти. Многувина од нив денес се успешни професионалци, доктори на науки, предприемачи, носители на јавни функции, лидери во своите области. Нашата бројна и успешна алумни заедница е доказ за континуитетот, за довербата и за квалитетот кој што го нуди нашиот универзитет. Драги бруцоши, пред вас се 4-5 години исполнети со нови знаења, пријателства, предизвици, но и можности. Ке има моменти на успех, но и на напор. Ке има денови кога ќе славите, но и денови кога ќе треба повеќе да се потрудите. И тоа е дел од патот. Запомнете, успехот не доаѓа преку ноќ, но со работа, со посветеност, со желба, тоа е достижен. Вие сте еднината на ова општество, вие сте оние кои што ќе го менуваат светот. Ние, како универзитет, сме тука да ви помогнеме, да ве охрабриме и да ви отвараме врати. Искористете ги сите можности кои што ви се нудат, и академски, и воннаставни. Вклучете се, прашувајте, истражувајте, создавајте. На крај, во свое име и во името на целиот наставно-научен и административен кадар, ви посакувам среќна и успешна академска година. Останете здрави, амбициозни и инспирирани. Се гледаме на предавање. Ви благодарам. Ви благодариме, почитуван ректор Јашталковски. Нов семестар, нови предизвици, но и нови фајлови. Ке има денови кога ќе се чувствувате како суперхерои, но истовремено ќе постојат денови каде што ќе сакате да спиете цел ден. Тоа е сосем нормално. Најважно е никогаш да не се откажувате. Како ви да ви е денот, секогаш можете да побарате совет од студентскиот парламент на нашиот универзитет, во кој вашиот глас од денес одлучува. Бидејќи пред и после секој факултет постои токму поради нас, студентите. Да чуеме што се може да стори студентскиот парламент за вас од представничката на студентскиот парламент на Американскиот универзитет на Европафон, колешката Ева Мари Митрески. Аплауз за Ева, ве молам. Почитувани професори, драги студенти и уважени гости, со особена чест и радост ја поздравуваме 23-та генерација студенти на Американскиот универзитет на Европафон. Со вашиот избор да бидете дел од нашиот универзитет направивте значаен чекор. Вложивте во сопствената иднина и во знаењето што ќе ве води низ животот. Мисијата на нашиот универзитет не е само да пренесе знаење, туку и да ве подготви да бидете идни лидери, професионалци и граѓани кои ќе придонесат кон нашето општество. Во мое лично име и во име на студентското собрание ви посакуваме искрено добре дојде. Студентското собрание е тука да биде ваш глас и ваша поддршка во текот на студиите. Нашата мисија е да ве охрабриме да бидете активни, да се вклучувате во иницијативи, во проекти и заедно да градиме силна студентска заедница, која ќе остави белег и на универзитетот, но и на нашето општество. Драги бруцоши, нека вашата генерација биде препознатлива по успех, посветеност и заедништво. Искористете ја секоја можност што ви се нуди и градете ја својата иднина со сигурни чекори.
и уживајте во моментите што ќе ги имате заедно. Ви благодариме и со среќа на сите. Ти благодарим, Ева. Ова што сега следува не е филм, ама ќе има драма. Не е Netflix, ама е посилно, затоа што тоа сме ние. По овој краток аудиовизуелен запис за патот од ходниците на универзитетот, па се до коридорите на животот, добре дојде, ќе ви посака една личност со најголема одговорност за сите нови студенти годинава. Незината голема насмевка е најсилниот гарант за вашата сигурна иднина и за иднината на првиот приватен универзитет во државава, бидејќи нејзиното работно време е 24/7. Директорката на Американскиот универзитет на Европа фон, госпоѓа Сезен Цановска. Почитувана директорке, говорницата е ваша. Dear students, families, guests, and colleagues, I'm very happy to welcome you today to the start of a new academic adventure at AU Fon University. Before we talk about your future, allow me to share my own motivation as director of the university. Years ago, when I worked for one of the largest companies in the world, two siblings who had lost their parents contacted me through my cousin to get a scholarship from the company's foundation, as they were in a very difficult financial situation. The only thing I did was to collect their documents and to pass them to the foundation. After some time, I left Istanbul as I moved to Macedonia. A couple of years ago, I received an email from one of the siblings. She mentioned that one of them is now a successful lawyer and the other one a doctor. They thanked me and said their lives had changed in a very positive way. That was one of the happiest moments of my life, which inspires me every day. And today, I see all of you here, and I want to see your graduation ceremony in a few years.
every graduation we celebrate as a university is a privilege. We are so lucky in our profession to witness those special events every year with hundreds of students, which are among the most beautiful and proud moments for each student and their families. It's a unique experience for us to share that special moment in your life and to help prepare you to become professionals and the best versions of yourself. By choosing AU Fon University, you have made a big and brave decision. I congratulate each one of you. The word education comes from the Latin educo, which means to develop or create. An educated person is not just someone with a lot of knowledge, but someone who can learn anything they choose and know how to build the life they want. That's why at AU Fon University, success is not only about grades, it's about responsibility, action, and personal growth. Our role is to guide you on this road, to help you to create a meaningful future for yourself and for others. There's a saying I want to share with you. A pessimist complains about the wind. An optimist expects it to change or to stop. A realist adjusts the sails of the boat according to the wind. As you study and grow, remember, you cannot control every challenge, but you can always adjust, adapt, and move forward. As you move forward, compete only with yourself. Focus on becoming better each day. Seek wisdom and inspiration from people who have worked hard, achieved and learned, especially from your professors here at AU Fon. Our professors bring not only deep academic knowledge, but also rich professional experience and high-quality education. Use their knowledge, connect with them, ask questions, and let their guidance help you find direction and inspire your own journey. And along the way, get involved, join Students Club, and lead projects. Learn to inspire people. Build your emotional intelligence. Improve your foreign languages. Try to gain extra skills in other fields as well. For example, we offer all of our students cybersecurity course, one of the most demanded careers today, which you can even work remotely from anywhere and earn thousands of euros. Furthermore, work during the summer breaks, even in ordinary jobs. They teach respect for effort and real-world skills. But of course, enjoy your university life. Take part in our campus events, cultural and sports activities, join Erasmus and mobility programs, meet friends from around the world, and make memories that will stay with you for a lifetime. University is not only about study and work, it's also about friendships, discovery, and joy. Most importantly, be excellent in whatever you choose to do. Whether you become a designer, a scientist, or create your own business, do it with commitment and heart. With heart and effort, you can achieve anything you want. We are here to challenge you, guide you, and give you the tools and confidence to shape the life you dream about. Dear families, thank you for trusting us. We will help your children not only to earn a profession, but also gain confidence, vision, values, and an international perspective of life. Here in our university, let's build a future you can be proud of and make the world better because of you. I welcome you into the world of quality education and opportunity that AU Fon stands for. Dobrodojdovte во семејството на AU Fon. Ви благодарам.
Ви благодариме, почитувана директорке. Овој знак, кој што го гледате зад мене, кој што наликува на символот на бесконечност, е всушност бројот 99 или 99, кој што од оваа година веќе ќе представува и мост кој што ќе го поврзува формалното со неформалното образование, и тоа низ можностите кои што се нудат единствено на овој универзитет, и тоа под покривот на еден ист кампус. Можност да заработувате додека студирате. Како? Ќе ни објасни еден од основачите на Американскиот универзитет на Европафон, председателот на управниот одбор, господинот Сефер Цановски. Почитуван господине Цановски, добро ве најдовме. Доке. Ви благодарам, почитувани коосновачи на универзитетот, почитувана Миранда и Екзона, почитуван ректоре, почитувана директорке, почитувани декани, професори, драги студенти, драги родители, пријатели на оваа институција, представници на медиумите. Ви благодарам што денеска ме поканивте да бидам дел од овај прв академски час и да се обратам на една тема која што јас лично работам изминативе година дена интензивно, да биде еден вид додадена вредност на образованието во Република Северна Македонија, не само на нашиот универзитет, туку и на сите останати универзитети, приватни и државни во нашава држава, на самата државни институции, на приватниот сектор, на стопанството, на младите, на талентираните, на оние кои што има желба да креираат дома, а да продаваат надвор. Тоа е нашето мото на новата приказна која што ја започнавме, и ќе ми дозволите сега во неколку во 2-3 минути да пробам да презентирам што ќе биде со овој кампус, која трансформација ја правиме во моментов, и таа трансформација треба да заврши со крај на овој семестар, односно следниот семестар треба да започне со комплетно ребрендиран, каде што универзитетот секако има предност и е домаќин во оваа институција, во оваа куќа. Меѓутоа, отвараме простор кој што е неискористен за бизнес компании, за коворкинг компании, фриленсери и други тип на ивенти кои што би се организирале овде, со што би било додадена вредност за сите вас, односно под еден екосистем кој што го нарековме под еден кров. Значи, што е идејата? Идејата е да под еден кров образованието, односно универзитетот, добие дополнителна вредност преку технолошки парк, кој што денеска ќе имате можност да после завршување со вашите декани, со вашиот факултет, просториите, да можете да видите делот како се гради и развива тој дел. Тој е на првиот спрат на десното крило. Таму е веќе готов делот за роботика, вештачка интелигенција и роботика, каде што ќе имате прилика да го видите првиот хуманоиден робот кој што ќе биде во вид на предавач или професор. Тој ќе биде еден од вашите професори, може во еднина. Таму има дел за сајбер безбедност, кој што спремаме Сајбер арена, односно ова ќе биде дел од Сајбер буткампот. Ќе има дел за Agriculture 5.0, односно земјоделски AI производи, кои што ќе ги развиваме. Со еден од нашите професори развиваме дополнителен сегмент во роботиката. Таму има, ќе видите, Smart Monuments, Smart Mirrors, Smart Robots. Што имавме уште нешто? Ќе работиме во делот на Smart Defense и имаме посебен дел во Brains, односно iBrain, технологии кои што ќе ги работиме, и моментално ќе имате можност да видите делот на кој што ќе го работиме за фудбалери и кошаркари, посебна програма, посебен софтвер кој што е наменски за повредени играчи, за играчи кои што треба да бидат пофокусирани, поефикасни, и тоа ќе го почнеме веднаш, ќе можете и дури и вие да го пробате. Тоа е еден сегмент кој што ќе имате можност денеска да прошетате, да се запознаете. Меѓутоа тоа е се уште во фаза на изградба. Отварањето негде се планира да биде 5 ноември другиот месец. Вториот сегмент кој што
овде го фаќаме е коворкинг и евент центар. Зошто коворкинг? Затоа што има многу потреба на луѓе кои што работат од дома. Меѓутоа, овој дел сакаме да го претвориме во дел кај што луѓе ќе можат да работат како од дома, меѓутоа да имаат можности за социјализација, да имаат можност за дополнителни линкови со компании, со... Шо кареве го работи? И со бизнис центар кој што ќе биде дел овде, некои 3-4 квадрати се планирани за бизнис компании кои што ќе инвестираат во образование, во технологија, иновација и во вас, во студентите. Значи, идејата ми е ние да успееме за година, 2-3, да самите компании инвестираат во вашето образование, а вие по автоматизам под овој кров да имате можност за реална пракса и за реално вработување. Односно да се растеме и да се развиваме заедно во оние промени кои што се неминовни, кои што следуваат и кои што се предизвикани од револуцијата 5.0 која што се случува денеска во светот. Овде морам да напоменам дека имаме многу сериозни глобални партнери кои што ќе бидат дел од оваа приказна. Затоа еве го екосистемот, тоа што ви го кажувам, значи бизнис центарот, коворкингот и ивент центарот, универзитетите, ресерч академии и ред други работи кои што ќе бидат дел од оваа приказна, кои што ќе бидат поврзани едно со друго. Ова се можности за студентите, значи да дел од академиите нови кои што ќе доаѓаат, ќе бидат state of the art, нешто што е денеска актуелно, и тоа денеска актуелно може за година-две да биде неактуелно. Формалното образование е супер, на право место сте, меѓутоа потребен ви е дополнителен стимул. Она што е сега актуелно, да може да го фатите чекор со тоа, паралелно со вашите студии, да може да завршите од една академија. Директорката спомна сајбер безбедност, меѓутоа има и други насоки кои што може ќе се отворат. Еве, например, ние сега во делот на технолошкиот проект ќе правиме академија за роботика, каде што ќе учиме во рок од 6 месеци како да креирате робот. Тука ќе бидат доста и странски студенти вклучени во таа програма и ред други работи. Интершип проекти за глобални компании, тука веќе подпишавме неколку договори и универзитетов минатата недела директорката беше во Милано, подпиша со Bertone Design Group, каде што работа за големи групации како Gucci, Moncler, Prada и не знам овие големи брендови, кај што нашите студенти ќе треба и ќе работат директно или индиректно поврзани со овие компании кои што ги споменувам и ред други кои што ќе дојдат полека како влегувате во шема, ќе ви бидат откривани. Овде морам да напоменам дека ќе има инкубатори, односно акселераторски програми, хакатони, каде што вие ќе можете да се докажувате, каде што вашата идеја ќе има кој да ја чуе, ќе имате кај да се обратите, ќе имате ваша канцеларија, имате можност да чукнете на врата која што е близко до вас и да ве сослушаат и доколку имате квалитетна идеја, да може да направиме добар бизнис план, да поканиме некои бизнис ангели кои што би инвестирале во таа идеја, би инвестирале ние самите како N99 технологии, самиот универзитет, значи имате можност која што допрва ќе ви се отвори. Ова веќе дел го спомнав, ова се дел од нашите глобални партнери, Bertone Design, iBrain, HackerU, CyberGym, Red Piranha, овие се австралијанци, овие други ве се америчка компанија, Ansystems се холандска компанија во дело на Agriculture, овие се дел од Sabancı групацијата во Турција, локални банки, ATS Group е локална компанија која што работи во за НАТО, произведува за НАТО производи од Helmets, вест и овие како ги вика дополнителни за воена индустрија. Тука исто работиме во некои насоки. Зошто треба да бидете дел и од N99? Паралелно со универзитетот, затоа што ќе научите skills кои што се потребни за еднината сега, кои што ќе ги нудиме посебно со посебни услови за нашите студенти, нема да ни замерат другите универзитети, затоа што вие сте дел од оваа куќа. Посебно во дело на вештачката интелигенција, роботиката, сайбер и медтек. Воедно ќе ви бидат дополнително
како доаѓаат гости, предавачи на N99, ќе бидат паралелно и на универзитетот, истите гости вклучени од светска класа, одредени ментори. Ќе бидете дел од една глобална мрежа која што ја креираме, затоа што N99 има свој канцелар и отвара во две европски држави, во два града, во Минхен и во Милано, во Ријад, Дубај, и во Истанбул, и сега имаме некои гости. I have to say welcome to our guest from India, кој преговараме да биде и одредени други земји кои што би можеле да имаме exchange of knowledge, exchange of experience и да може да развиваме заедно одредени идеи. Идејата е да вашата идеја ја претвориме во реалност и во реален бизнес. Добро, овде веќе зборувавте и вие, кампусов го трансформираме. Ова се дел од реалните слики и реалните проекти кои што ги правиме и кои што треба да изгледа вака, здравје Боже, до февруари месец. Идејата е да организираме хакатони, концерти, културни ивенти, да биде жив кампус, да биде кампус на community of creators, кој нарековме innovators and entrepreneurs. Значи, на едно место да бидете вие, кои што си иноватори, креатори и стопанството, бизнес секторот, институциите на системот кои што треба да бидат поддршка. Со ова завршувам. Креирај дома, продавај надвор, тоа е нашето мото, а не бегај надвор и дал Боже дали ќе се вратиш некојаш назад дома. Ние сакаме и работиме во корист на ова општество, на оваа држава. Ова е една од работите што ги правиме да ве мотивираме да останете овде, да не ја гледате иднината надвор, затоа што ако пратите медиуми и вести, ќе видите дека и светот се наоѓа во една глобална криза. Многу од државите, големите држави кои што привлекуваат странски студенти, како Соединетите американски држави, Велика Британија, европските држави, Австралија ги затворија границите за многу странски студенти, што тоа отвора една можност за нас, држави како што сме ние, да може да со квалитетен производ, со квалитетен продукт, да може да привлечеме дел од тој колач, да ги привлечеме овде дел од странските студенти. Затоа дел од стратегијата на овој универзитет, односно на групацијата, е формирање на нов студентски дом, кој што треба биде готов веројатно крај на наредната година, да го фати денес година, треба биде завршен. Една фаза, таму има social clubs, овде се спремаат некои дополнителни работи, значи целиот проект е во вредност од некаде од 17 милиони евра, кој што ние заедно со одредени партнери планираме да го инвестираме и да правиме многу сериозна приказна овде и во Македонија. Бидете дел од новата генерација на АУЕФОН, веќе сте, меѓутоа бидете дел и од N99 и бидете дел од револуцијата 5.0 која што денеска живееме. Уште еднашка честитки, ви посакувам успех и вам, драги професори и дел од управата, драги студенти, бидете срекни што денеска имате можност да видите дел од најдобриот универзитет во регионов. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодариме, господине Цановски, вам и на целото ваше семејство, а особено на господинот Фијат Цановски за огромниот влог во високото образование. Аплауз ве молам. А сега ќе ги замолам сите студенти, заедно со ректорската управа, да застанат пред големиот видеозид кој што е зад мене, за да направиме едно селфи на 23-та генерација на студенти на Американскиот универзитет на Европафон. Повелете нови колеги и колешки да застанете крај видеозидот, а додека вие се подготвувате за генерацијската фотографија, јас ќе ви ги прочитам два пати кабинетите каде што ќе продолжи вашиот прв академски час за академската 2025-2026 година по факултети. Факултет за правни и политички науки во кабинет 401 на 4 кат. Факултет за економски науки во кабинет 402 на 4 кат. Факултет за дизајн и мултимедија во кабинет на 304 на 3 кат.
Факултет за детективи и безбедност во кабинет 306 на трети кат и Факултет за информатика во кабинет 302 на трети кат. Повелете, колеги.